Дали сте слушнале за првата и легална работилница за производство на оружје и муниција за време на Втората светска војна во Скопје? Во април во 1941 година, со почнување на воените дејствија на Балканот, односно во поранешна Југославија, било бомбардирано и Скопје. Тогаш Скопската партиска организација на комунистите одржала советување на кое приоритетно било прибирањето оружје и муниција. Но тоа не било доволно, па затоа се јавила потреба од отворање работилница во која би се поправало собраното оружје и би се произведувале други борбени средства и муниција. Во услови на окупација и полициски режим, од почетокот на август 1941 година почнала да работи првата илегална работилница во близина на кеот на реката Вардар и зградата на митрополијата. Работилницата се состоела од една приземна просторија, а илегалните средства се изработувале во визбата, во која се влегувало од дворот по неколку скали. Задачата во работилницата му била доверена на електромеханичарот Серафим Видовски. Оружјето се изработувало само во ноќните часови, а деловите што не предизвикувале сомнеш се изработувале и дење во самата работилница. Таа била опремена со рачен и статичен алат и со разновидни електрични инструменти. Дали сте слушнале за кратерот од Корешница, кој се смета за еден од 10 најубави артефакти на светот и за еден од највредните археолошки предмети пронајдени на територијата на Македонија, кој е оттуген на мистериозен начин. До 2010 година кратерот со непроценлива археолошка вредност бил изложен во музеј во Хјустон, а од 2011 формално е дел од хеленската и романската поставка позајмена од приватната колекција на семејството Шелби Уајт на Метрополитен музејот во Њујорк. Се претпоставува дека археолошкиот предмет во колекцијата дошол откако пред неколку години пред тоа бил купен на црниот пазар. Се тврди дека нема докази за тоа како и каде бил ископан, нема документација, нема ни сведоци, па сепак најинтересната работа во овој случај е тоа како на интернет се најдоа цртежи и пресеци од гробницата каде е откриен овој артефакт, со дузина други предмети кои потекнуваат од средината на 5 век пред новата ера. Сите предмети заедно со кратерот биле диво ископани, според сознанијата, во 1996 година, а од Македонија биле изнесени во 2002 или 2003 година.